Тргнав да хранам крокодили. И сега јас едната беше моја, јас со неј заживеев, ја однесов во зоолошка заради тоа што крокодил, да. И ги споив со крокодилот што они веќе го има, нели во тоа време гањо, ама ова е пред 15 години. Кај си купи крокодил? Тоа објасни. Long story. Тргнувам да правам тие кипер сток ги викаме, као зборење со публиката и ја вежбам наутро, знаеш како е со техниката, ја носам Bluetooth звучник, го кријам позади дрво, си ставам предавател, сам си ја уклучувам, си менјам батерии при тоа, сецкам ослич и пилешко и ја треба во одреден период да излезам као Стив Ирвин и да им кажам дојдов денес, ќе го хранам крокодилот. По едно такво трчање, пошто вамо сецкам гранки за жирафа, за пола сат хранам крокодил, амбициозно. Во еден момент ја паѓам кај крокодилот, ама паѓам се лизнувам на алги и сваќам дека уствари публикава како што зборат, како што паат му, у еден момент заќуткуваат, као чекаат се овој ќе го изеде нешто. И за мене не ми беше чудно, затоа што да, има алги, знаеш дека ќе се лизнеш, мериш од прилика дистанца со крокодили, како Стив Ирвин што викаше, тој на крај од риба умре. Значи, да, ража. Така, валјде и ја ќе завршам некако некоја... Затоа што ти секогаш кога влагаш со тоа животно, ти ги знаеш, предвидливи ти се тие реакции. И тоа е она што го учиш најубаво од животот. Мен после глумев дека се лизгам секој. Како да излезе или не, они те бркаат, ама се знаеш како те бркаат. Па за крокодиле ти се пушта? Па да, како. Се нема врвките да ми ги врзе крокодило. Што например се лизна? Добро да се тргаш. Фрли некој јаже те повлече. Не, бе како јаже, се тргаш на страна и продолжуваш. Тоа се работи за живот, кога ќе се качам сегде, а? Нема врска, мојана е Кристина е таква без. А сега те знае Кристина, окей, мислам. Не знае, затоа што ако и влезеш ќе ти изеде. Да ти се од малечко. Не, значи животни пак се враќаме на истото. Не реагираат емотивно, реагираат инстинктивно. Да. У моментот грешиш, така сам те јадам. Чао. Џабе си ме чувал 15 години. Ама тоа го сакам. Значи луѓе ќе ти стално и на децата им го зборам, тоа ми беше муабет. Касне, да, ќе те касне, ќе ти најави дека ќе те повреди. Као, stay away, ова е мој простор. Така, јас ја барам белјата што сум влегол кај крокодилот. Мајка барам кај крокодилот. Луѓе ќе те повредат при тоа без да ти најават. Тие глумат за да ти бидат пријатни, ама ќе те повредат. И децата кои ќе им го кажеш тоа, ама онака со жар, тогаш поинаку те доживуваат и го размислуваат. И тоа е така. Тоа се учи од животни.